Добра вечер, почитувани гледачи. Во најава кошаркарски спектакл оваа саботна вечер во спортскиот центар Јане Сандански во главниот град. 161 пат досега во историјата, еден наспроти друг, вечните кошаркарски ривали. Двата символа на македонската клубска кошарка, најтрофејните клубови во изминатите 3 и нешто повеќе децении независност во нашата држава. МЗТ Скопје против Работнички. Прв надпревар од нивната полуфинална серија во годинашниот плей-оф, која што ќе се игра до 2 победи, што значи во рок од 7 или од 8 дена. Овие два тима ќе се судрат најмалку 2 пати, а можеби и 3 за вистинско уживање на кошаркарските влюбеници. Поради подобриот меѓусебен биланс и пред се поради подобриот пласман на табелата по лигашкиот дел на сезоната, кој што актуелниот македонски првак МЗТ Скопје Аеродром го заврши на челната позиција, предноста е на домашниот терен ја имаат аеродромци. Евентуалната мајсторка идниот викенд повторно би се одиграла овде, но се разбира само во случај доколку резултатот по 2 меча биде егал, нерешен 1-1. И тоа по вечерашниот прв судир и по оној возвратниот во салата Кале, предвиден за сабота во 18 часот. 91 победа за Работнички, 69 за МЗТ Скопје Аеродром. Севкупниот биланс се уште на страна на Работнички, меѓутоа доминацијата на аеродромци во последната деценија ги намалува бројките кои што се на страната на тимот од Градски парк. Под водство на Васко Атанасов, наследникот на несреќниот и несреќникот Драган Николич, на клупата, на кормилото на МЗТ Скопје Аеродром, МЗТ денеска со најдобрите играчи во моментов. Тоа се Крстевски, Бурсеч, Кефи, Андоновски, Робев, Митевски, Кук, Вер, близнаците Стојановски, Пандев и со број 77 не Бојан Величковски, туку Сергеј Петрович. 11 кошаркари во официјалниот ростер. На спротивната страна има Димитар Мираковски, а ова е клупата на МЗТ Скопје Аеродром под водство на Васко Атанасов, младиот стручњак од Струмица, кој што еве ја добива задачата да му донесе одбрана на шампионскиот пехар на тимот од Јане Сандански. Евентуално финале за победникот од оваа полуфинална серија, но подоцна на крајот на овој месец против поуспешниот од дуелите меѓу Пелистер и ТФТ. Другата полуфинална плей-оф серија стартува утре, а ова е изборот на играчи кој што го има Димитар Мираковски, предводникот од клупата на Работнички. Шошкич, Мирковски, Данаиловски, Джелетович, Бошалески, Умипик, Марковски, Бакоч, Тодоровски, Нотич и Малешевич. И површен поглед на имињата на ростерот на двата клуба јасно назначуваат оти во принцип фаворитската улога апсолутно треба да биде на страната на МЗТ Скопје Аеродром. Оти клупата на Атанасов е многу подолга и попополнета со квалитетни кошаркари во споредба со она со што располага Димитар Мираковски, но непредвидливоста на меѓусебните дуели на двата клуба, ова повеќе од 3 децениско ривалство, секако даваат шарм на вечерашниот дуел во кој што се разбира се е можно. Киандре Кук, статистички најдобриот поединец, најефикасниот кошаркар на МЗТ, кој што има просек од 17,1 погодок на 7 првенствени надпревари во дресот на актуелниот шампион. На спротивната страна, зимското засилување на Работнички, српскиот центар Ѓорѓе Ѓелетович, кој што е прв поентер, прв скокач во редовите на Работнички и главно име на кое што ја темели својата игра. Тренерот Мираковски, 19 запирка, 1 кош, 8 запирка, 3 скока во просек по надпревар. На 10 одиграни меча Александар Павлов, Зоран Митровски и Игор Мијалковски се судиската тројка на вечерашниот надпревар. Солидна посетеност во спортскиот центар Јане Сандански во очекување на третото меѓусебно соочување на двата тима.
Помина повеќе од една минута од почетокот на надпреварот, не успева Работнички и вториот напад на мечот да го реализира со прецизен шут за 3 поена, 3:2 за кошаркарите од Градски парк, откако Малешевиќ погоди тројка на стартот, а со 2 поена возврати Дамјан Стојановски, кој потоа направи лична грешка. Еве го Војдан на влез поентира. Војдан Стојановски за прво водство на кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром на мечот. Бојан Крстевски, Бурсач, Кефи, Дамјан и Војдан Стојановски во почетната петорка на МЗТ, а Джелетовиќ, Умипик, Бакоч, Нотич и Малешевиќ се стартери во дресот на Работнички. Уште една нереализирана акција на Работнички, напад на МЗТ, Војдан Стојановски, Кефи, на него излегува Изеа, Умипик, уште едно од зимските засилувања на Работнички, нема тројка на Кефи, добро го затвори таму собствениот рекет Малешевиќ. Нешто повеќе од 2 минути игра на надпреварот во спортскиот центар Јане Сандански. Умипик, далеку беше Војдан, инсистираат на шут од надвор кошаркарите на Работнички, без реализација, со исклучок на оној милуводен шут што го искористи Малешевиќ. Кефи, Војдан Стојановски лесно покрај Нотич, вади за Кефи, шут за 3 преку Умипик, Кефи нема тројка, ќе се изборили Дамјан за нови 14 секунди, успешно, посветено, ангажирано, Кефи за Војдан во рекетот против Нотич и лична грешка на Ерик Нотич. Прв фаул на кошаркарите на Работнички. Ова е, велам, трето меѓусебно соочување на двата тима во годинашната сезона. На 26 октомври во салата Кале МЗТ Скопје го прегази Работнички како гостин со 66-47. Најтрофејниот даде многу посилен отпор на возвратната средба одиграна овде на 6 февруари на овој терен, кога МЗТ славеше, но многу потесно со 98-87. Работнички се жилавеше до самиот крај, беше во игра за полн погодок на надпреварот. Војдан Стојановски го реализираше само второто слободно фрлање, негов трети погодок, 5:3. Кефи преку целиот терен, краток во овој флоутер, па потоа Бурсач избори за ново време. Сега Дамјан Стојановски, тој се уште без поени на надпреварот. Го тестираат својот шут од дистанца и едните и другите со просечна успешност, барем за сега. Ова е прв пат по 2019 година МЗТ Скопје и Работнички да играат меѓу себе во плей-оф серија од домашното првенство. Тогаш се бореа за титулата, играа во големото финале, а последен пат во полуфинал на плей-оф серија ги одмерија силите во 2011 година. Работнички славеше во 5 надпревари тогаш во таа сезона 2010-2011. 3-2 го доби тоа полуфинално соочување, но потоа во финалето не успеа да ја освои титулата шампион, стана тимот на Кавадаречки Фени Индустри. И натаму 5-3. Алку Кошеви за 4 минути игра, Бакоч, лесна реализација, отворен пат за Филип Бакоч и изравнување на 5:5. Почнува петтата минута од мечот. Прв полуфинален двобој меѓу МЗТ Скопје, Аеродром и Работнички од нивната полуфинална серија што се игра до 2 победи. МЗТ не реализира веќе 3 напада едно по друго. Кефи погреши, па сега Нотич му бега на Војдан Стојановски и лошо додавање, наменета топка за Никола Малешевиќ, повеќе недоразбирање. Топката меѓу Малешевиќ и Ајзеа Умипик оди надвор од теренот. Турбулентна сезона за Работнички годинава. Ротираше со странците, продефилираа бајаги интернационалци, главно од Соединетите американски држави. Може би има повремени блесоци и индивидуални ефекти, меѓутоа севкупно тимски тоа даваше скромен резултат, а
вложувањата од годинашната сезона во клубот од Градски парк се многу по-големи во споредба со некогаш. Да не заборавиме, Работнички на 5-та позиција ја заврши сезоната во незиниот лигашки дел за да се избори за ова полуфинале со МЗТ Скопје Аеродром, откако во мајсторка на туѓ терен триумфираше против Гостивар во четвртфиналето од плейофот, добивајќи таа серија со 2:1. Меѓутоа, еве освен тројката на Малешевиќ и поените на Бакоч, барем за сега без поени, Работнички кризира во нападот и МЗТ една ревија на грешки, промашување и непрецизност во шутевите и на двата тима, и за сега ова е нападачки исклучително лошо издание и на едниот и на другиот тим. Ќе излезе Војдан Стојановски, Киандре Кук ќе влезе во игра, но ќе мора да ја соблече долната мајца со ракави, затоа што пропозициите предвидуваат дека кошаркарите мора да носат дрес во идентична боја, па доколку има и подолги ракави не би било проблем, како што например носи Бојан Крстевски, но бел е неговиот дрес. Дополнително збогатување на амбиентот во салата со приклучувањето на навивачката група на Работнички, која што еве по повеќе од 5 минути игра од надпреварот го зазема своето место во оној ограден дел наменет за гостински фанови во спортскиот центар Јане Сандански. И пак уште два нереализирани напада. Ќе рече некој квалитетно дефанзивно издание на играчите на двата тима. Поправо, ова е шутерски лошо и на едните и на другите. И еве, ако почна со тројка Малешевиќ, сега се надоврзува Ѓорѓе Џелетовиќ со неговиот прецизен шут за 3 поена и со новото водство на Работнички од 8:5 по нешто повеќе од 6 минути на надпреварот. Киандре Кук, добар дриблинг, промена на правецот покрај Џелетовиќ. Има и експлозивен старт, исклучителна брзина во тој дриблинг, меѓутоа затаи при шутот. Сега уште еднаш Џелетовиќ, самоуверен од претходно погодениот шут, овој пат не успеа да реализира. Кефи во дуел со Ајзеа Умипик го сочека Киандре Кук. Двајцата американци на надворешните позиции. Кефи бие преку Џелетовиќ. Храбар шут на Мајк Кефи. 8-8. 3 минути до крајот на првиот квартал. Нотич одигра фантастична партија на претходното гостување на Работнички тука и го држеше тимот на Мираковски со шанси за победа до пред самиот крај. Еве сега пеколен почеток со уште една негова тројка за ново водство на Работнички, 11:8. Кук приде Вер, па потоа Кук се прецени. Умипик избрзан шут како и на спротивната страна, па еве ревија на грешки и тргнува Вер во контра. Дамјан Стојановски, чиста позиција за тројка. Една на Дастин Вер, една на Дамјан Стојановски за 11-11. На последните две тројки на Работнички, на Нотич и на Џелетовиќ, МЗТ одговара со прецизни шутеви за 3 поена, прво преку Дастин Вер, потоа и преку Дамјан Стојановски. Почнува да ротира почесто во петорката тренерот Атанасов, го повлекува за сега индиспонираниот Бојан Крстевски, излегува и Дамјан Стојановски. Прв пат во игра Андреј Андоновски, како и Дамјан Робев. Умипик, последни 2 минути од првата четвртина. Нотич, расположени кошакарите на Работнички. Нотич го изфрли од равнотежа Кук, меѓутоа и не погоди, очекуваше фаул Нотич. Сето тоа се случуваше пред очите на судијата Памлов. Оттурнување од Умипик.
lična. Почнува пиротехника, она што го прошверцувале фановите на Работнички во салата Јане Сандански. Затоа и овие петарди и топовски истрели. Кук тргнува решително, Кук, тешка позиција, ќе коригира таму Бурсач и тој залепен, меѓутоа со фаул Джелетовиќ. Леонид Тодоровски е на центарската позиција во тимот на Работнички. Еве го стартот уште еднаш на Джелетовиќ. Рамноправно течат за сега овие први 9 минути од мечот. Погодок на Андреј Андоновски. Осум нереализирани, само 26 слободни фрлања за Андоновски досега во годинашната сезона, 13 спрема 11. Само едно кратко водство имаше МЗТ досега, 4-3-1 напад. Ова е само втор пат досега домаќините да се најдат во резултатска предност. Кук доби топка од Вер, Кук сам до крај, ништо не му оди за сега на Киандре Кук. Овој пат одигра од надвор, така што ќе биде нападот за тимот на Работнички. Нотич. Малешевиќ. Уми пик против Андоновски, го напаѓа Андоновски, се крева на шут од полудистанца, офанзивен скок на Нотич и сега го користи лошото поставување на играчите на МЗТ. Лесни поени за Ерик Нотич, за него 5 до сега. Ново изравнување 13-13, половина минута уште до краткиот одмор. Дастин Вер погоди една, нема втора тројка. Можност за Работнички со минимална предност да го заврши овој воведен сегмент од надпреварот. Последни 8 секунди. Нотич приоѓа на блок Джелетовиќ. Ќе оди сам да реализира Нотич, шут на 2 секунди до крајот и погодок на Ерик Нотич. 8 негови коша од вкупно 16 на Работнички и првата четвртина му припаѓа на гостинскиот состав со 3 поена разлика, 16 спрема 13. Во еден дел од мечот има шутерска криза едните и другите за одеднаш потоа да експлодираат кошаркарите на Работнички и да стигнат до 4 тројки, навистина дури од 11 шута, меѓутоа ги реализираа последните 3 едно по друго и тоа е начинот на кој што некако перманентно и најчесто се наоѓа во резултатска предност. Споменав нешто за звонредното издание на Ерик Нотич на ова исто место на февруарскиот двобој против МЗТ, кога Работнички загуби со 91-87, а Нотич за 35 минути постигна 31 погодок, 6 тројки имаше и тогаш од 8 шута. Едно чудесно издание во завршната четвртина од тој меч. Сам практично играше против целиот тим на Работнички.
Работнички со тројка ја заврши првата, ја почна и втората четвртина за максимални 13-19. Уште еднаш погоди Малешевиќ, меѓутоа како и во финишот од победниот квартал, идентичен одговор на МЗТ, овој пат преку Дамјан Робев, 16-19. По една тројка за двата тима на почетокот на втората четвртина. Джелетовиќ, мисмеч против Робев, фаул на Робев. Уште пред да влезе во рекетот, Ѓорѓе Джелетовиќ на позиција 4 со изразита доминација во овој дуел 1-1 против Дамјан Робев. Едноставно се поинаку ќе беше проблем. Минута 25 секунди од вториот период. Андреј Шошкич во поставата на Работнички. Нотич, па Джелетовиќ го напаѓа Бојан Крстевски. Добро затвори Крстевски и понатаму Джелетовиќ. Шошкич на шут за 3. Ако Малешевиќ погоди тројка со звукот на сирената во првиот напад од оваа втора четвртина, овој пат Шошкич не реализираше. Војдан Стојановски сам се избори за нов напад, за нов кош. Негов шести погодок. Прв играч на МЗТ според ефикасноста е за сега. 19-18. Минимална предност за Работнички. Леонид Тодоровски. На него Крстевски. Шошкич. За Малешевиќ против Робев. Од Малешевиќ оваа топка надвор, признава дека тој последен играл со неа. Се случуваше таму под кошот пред очите на добро поставениот Зоран Митровски. Дастин Вер. Крстевски па Војдан Стојановски. Одличен блок од Крстевски. Немаше додавање за него во рекетот, уште еден блок. Сега во пиксо Вер. Крстевски 1-1, минува покрај Шошкич, асистенција, екстра додавање, шут на Војдан за тројка, нема погодок и понатаму Работнички останува во водство. Не успеа Андоновски да украде, а потоа Робев прави втора лична. Тја наполни касата на Македонската кошаркарска федерација. Работнички поради огненото шоу на симпатизерите на тимот од Градски парк. По двата фаула кои што ги направи Робев, повлечен од игра. По еден имаат Вер, Војдан и Дамјан Стојановски. Нотич. Презеде Бојан Крстевски. Нотич побрз во дриблингот, влез меѓу тројца играчи. Феноменална партија на Нотич. 10-ти кош на 28 годишниот бек на Работнички. 3 разлика за екипата на Димитар Мираковски. 21-18. Кефи. Андоновски. Топката пак заврши кај Кефи. Сега Војдан Стојановски. 5 секунди, помалку минува времето, мора да се шутира. Еден обид за долга двојка само во обрачот. Стигнува Крстевски, а оваа топка во рацете на Мајкл Кефи. Војдан, уште 4 секунди. Сега шут за 3. Војдан тргнува по топката. Овој пат не успеа Крстевски со уште еден офанзивен скок да собере и да избори нови 14 секунди. Во меѓувреме Работнички за Джелетовиќ. Важат поените на Ѓорѓе Джелетовиќ. Нема прекршок над него. Водство од 5 поена за тимот на Мираковски. Крстевски, шут за 3. Се охрабри за тоа што далеку беше Тодоровски, а Кефи од втора шанса. Негови први поени. 20 за МЗТ, 23 за Работнички. Джелетовиќ. Шошкич. Го навлече Андоновски. На ваков начин да ја направи првата лична грешка. 20 годишниот крилен центар на МЗТ Скопје аеродром. Може би
не играше во настапите од АБА лигата во изминатата пропадната повратничка сезона, во која што нашиот шампион не успеа да обезбеди обстанок, но Андоновски има значаен удел низ настапите во домашниот шампионат, така и по преземањето на функцијата на Васко Атанасов. Му беше помошник Атанасов на Драган Николич, кој што поради еден безсмислен потек на првиот меч од четвртфиналето против Кожув, кога буквално се втурна на теренот на противнички играч на тимото од Гевгелија, беше исклучен, кој што заработи една драстична казна, 10 надпревари, пошто беше јасно од и управата на клубот ќе мора да му заблагодари за соработката. Барем за сега Работнички остава белек и диктира некако динамика и одредува текот на настаните на теренот во овој прв надпревар од полуфиналната плейоф серија. Велам, утре стартува втората во Битола на надпреварот меѓу Пелистер и ТФТ. Кон средината на идната седмица се возвратните мечеви во салата Кале во Скопје. Реваншот Работнички МЗТ в среда од 18 часот, ден подоцна. В четврток ќе биде одигран возвратниот дуел меѓу ТФТ и Пелистер. Уми Пик. Ова е Бакоч. Додавање за Джелетович, постојано се излекува таму лево, на крилна позиција Джелетович, даде една тројка. Војдан Стојановски. Крстевски, за сега невообичаено тивок и ниту еден напад не одеше преку него, затоа доаѓа до првите поедни рано на истекот на 15-та минута од мечот или точно на средина од вториот квартал. Нотич. Малешевич, на него внимава Дамјан Стојановски, се обидуваше, настојуваше да се оттргне Джелетович од неговиот директен чувар. Втор фаул за Дамјан Стојановски. Два има и Робев во тимот на МЗТ. Четврта тимска лична грешка за аеродромци во вториот период. Работнички нема ниту една за 5 минути и 15 секунди игра. Нотич си поигрува со Бурсач и успева да погоди преку него. Танц на Нотич. Првото име на надпреварот до сега. 22-25. 12 коша за Нотич. Дамјан Стојановски ја прими топката. Тешко додавање беше ова. Асистенција за Бурсач. Центрите на МЗТ ги запишуваат првите кошеви на надпреварот. 25-24. Минимална предност и понатаму за Работнички. Бакоч за Нотич. Нема уште една тројка, веќе погоди две, најефикасниот кошаркар на надпреварот до сега. Уште 4 минути до полувремето. Кефи. Ќе шутира за 3 Кефи. Топката се одбива во рацете на Дамјан Стојановски. Бурсач ќе има време да се прераспоредат домашните кошаркари. Дамјан, на него Шошкич, обид за дриблинг. Подаде рака Андреј Шошкич. На 4 секунди и 30 до крајот на овој напад на МЗТ направи првата лична грешка. Има право уште на 3 мали фаули Работнички до крајот на овој период. Овој пат тајмаут побара Димитар Мираковски. Доаѓа на овој надпревар во Јане Сандански, тимот на Работнички на крилјата на победата во Гостивар пред 6 дена на мечот што беше мајсторка од четвртфиналето. Работнички успеа да триумфира со 77-65 во гостиварската сала Младост, во која што во годинашниот шампионат ниту еден тим немаше остварено полн погодок. Така гостиварци практично испаднаа од
пол позиција во таа четвртинална серија против Работнички и практично го отстапија нивното место во проектираното полуфинале против Работнички, против МЗТ. Актуелниот шампион во меѓувреме лесно се справи со Кожув. 2-0 рутинирано против 8 класираниот тим во прволигашкото друштво. Новиот тренер Васко Атанасов официјално дебитираше како прв стратег на клупата на НЗТ во вториот меч од таа четвртинална серија против Кожув во Гевгелија. Крстевски многу снаодливо меѓу збунетите Малешевич и Джелетович, кои што беа само гледачи, а Крстевски на нему карактеристичен начин со погодок за 26-25. Ова е само трето водство за кошаркарите на МЗТ. Има 4-3, 13-11 и сега 26-25. Предходните две водства им траја само по еден напад, затоа што Работнички веднаш одговараше со поени, овој пат не реализираше гостинскиот состав. Крстевски, Дамјан Стојановски. Веднаш шут за 3 на Дамјан, тргнува Бурсач по опанзивен скок. Ја имаше топката врацено, му побегна, го искористи тоа Джелетович да ја прифати. Нотич. Втора лична и на Војдан Стојановски. Нема да биде повлечен од игра, иако тргна надвор, сепак се предомисли во последен час. Тренерот Атанасов, Киандре Кук, одново на негово место. Ова е прво слободно фрлање што го изведуваат кошаркарите на Работнички на денешниот меч. Реализација на Нотич, негов 13-ти погодок. Нерешено е 26-26. Последен пат беше 13-13. Крстевски, фаулиран Бојан Крстевски. Се посериозна закана за Работнички станува Бојан Крстевски. Делуваше некако отсутно, незаинтересирано во првите 10 минути. Две слободни фрлања за центарот на МЗТ. Од оваа позиција на предходните 22 одиграни мечи до сега, 27 реализирани од 39 изведени слободни фрлања. Втора промашување за МЗТ денеска од линијата. Петти погодок за Крстевски, одново минимално водство за МЗТ. Нотич. Умипик. Со задршка, мал чекор наназад, а и Зеа Умипик ги постигнува првите поени. Станува збор за 31 годишен бек, кој што дојде од соседно Косово, каде што ги бранеше боите на тимот на Печ во есенскиот дел од сезоната. Повторно Работнички во водство, 28-27. Фаул на Малешевич. Трета тимска лична за Работнички. Последни 2 минути од првото полувреме. Камерон Форте и
Пол Джексон беа највпечатливите имиња во тимот на работнички кога станува збор за нивните индивидуални статистички ефекти во првиот дел од сезоната. Но Нотич се презема, утник за сега допрва треба да ги освојува навивачите на работнички. Во меѓувреме проработува конечно Кјандре Кук на спретината страна по неколку промашени шута во првата четвртина кога беше повлечен од игра. Еве го со прецизен погодок за 3. Претходно имаше 4 нереализирани обида за 2 Кјандре Кук. 30-28 на 99 секунди до крајот на првата четвртина. Добар момент да погледнеме генералната тимска статистика и на едните и на другите. МЗТ е на 33% реализација на шут од игра. Под 40% скромно. Од 33 упатени удари реализирани само 11 имаат кошакарите на МЗТ, или ако сакате 7 од 19 за 2 и 4 од 14 за 3 поени. Работнички шутирал 4 пати помалку, идентичен број погодени удари од игра, 11 од 29, но процентот за 2 поена е 46%, а е нешто над 30% успешноста и на шутот за 3. При водство од 2 разлика на МЗТ, Умипик предводи напад на работнички. Бакоч па Нотич. Си поигра малку со Крстевски, со промената на движењето на правците, а потоа фаул. Еден непотребен на Никола Малешевиќ. Ко повлече инерцијата, подаде рака, пружи таму, обидувајќи се да ја одземе топката. Кефи. Првиот пик со Крстевски. Ќе врати топка секако за Кефи, па сега се отвори Дамјан Стојановски. Одлични 2 на 2 со Бојан Крстевски. Сите 7 коша Крстевски ги постигнува во втората четвртина. Еве на почетокот на ова последна минута од вториот квартал, МЗТ со највисоки плюс 4. Загубена топка и лесни 2 поена за Дамјан Стојановски. Паѓа концентрацијата некако на работнички. 34-28 серијата е 7-0 од последното водство на работнички. 28-27. Максимални 6 колку што имаше и работнички на почетокот на оваа втора четвртина, 19-13. Джелетовиќ остана без многу избор, мора вака, па додавање за Бакоч, блокада на Бурсач, останува во напад на работнички. Се бунтува нешто Мираковски, добива опомена од Павлов, предупредување пред евентуална техничка грешка поради приговор. Многу наивно заспа и Крстевски и Дамјан Стојановски, а го искористи ова Малешевиќ за 34-30. 8 коша за поранешниот играч на Пелистер. Би рекол несватливо, чудно дури како МЗТ дозволи вака да прими детски кош. Од овој прекрасен амбиент во спортскиот центар Јане Сандански, од овој супер квалитетен директен пренос, ке ни простите, почитувани гледачи, оправдана би била забелешката што не достига само уште озвучување на тајмаутите. Но тоа сигурно само делумно ќе наруши
убавината која што ја долуваат камерите на македонската телевизија вечерва. 10 секунди и 5 десетинки до крајот на полувремето. Води МЗТ со 34-30. Кефи. Брз пренос на топката. Ќе шутира веднаш за 3. Кефи постигна една. Двојка, немаше прецизен шут за 3 поена, а не успева МЗТ да организира нов напад и да изгради уште една позиција за шут. 34-30. Водство на кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром против Работнички на половина од првиот полуфинален плей-оф надпревар од нивната меѓусебна серија во доигрувањето од домашниот кошаркарски шампионат. Во вториот период кошаркарите на МЗТ направија пресврт и покрај дефицитот од 6 поена 19-13 на почетокот на оваа четвртина успеа да се стабилизираат за со серија од 7-0 во последните 2 минути да дојдат до максималните плюс 6, 34-28, пошто Работнички поентираше и намали на минус 4. 13 поена на Ерик Нотич, 8 за Никола Малешевич во редовите на Работнички, кај МЗТ многу порамномерно распределени поените. 7 коша за Бојан Крстевски, сите ги даде во втората четвртина, 6 за Војдан Стојановски, 5 за Дамјан Стојановски. Во најава е неизвесен, возбудлив, прашање дали толку квалитетен надпревар, меѓутоа значењето што сам по себе си го носи овој надпревар сигурно ќе делува, може би ќе украде од убавината, но ќе донесе на возбуда, на драматичност и во предстојните втори 20 минути од мечот. Ако претходниот меѓусебен надпревар на овие два тима одигран во Јанес Андански на 6 февруари оваа година, пред нешто повеќе од 3 месеци, заврши со речиси 180 постигнати поени, при таа победа на МЗТ од 91-87, далеку по-неефикасно прво полувреме на двата тима денеска во првиот надпревар од полуфиналната серија на плей-офот во доигрувањето за титулата државен кошаркарски првак. 34-30 води МЗТ Скопје Аеродром против Работнички. Првата четвртина тимот од Градски парк ја доби со 16-13. МЗТ беше подобар, поубедлив во втората со 21-14.
Меѓутоа и двете екипи се на подпросечно нападачко ниво, бидејќи процентуално и едните и другите се под 40% реализација на шутот од игра. 36% успешност од поле за МЗТ, 37% за Работнички. Приближно израмнети и во шутот за 2 и за 3 поена. Единствено блага предност има МЗТ во однос на бројот на скокови, 23 наспроти 19 на Работнички. Предничи барем за сега Дамјан Стојановски со 8 фатени топки по добрачите. Джелетовиќ го почна на преварот со тројка, се обиде на идентичен начин Работнички да стартува и во третиот период, но неуспешно првиот стрелец на Работнички и најефикасниот играч во последните 2 месеца. Поедите на Бојдан Стојановски важат, има и лична грешка на Ајзеа Умипиг, кој што го прави вториот фаул денеска. Бега тимот на МЗТ на највисоки плюс 6, 36-30, имаше еднаш вакво водство во финишот на вториот период, кога поведе со 34-28, а еве ни сега максималните 7 разлика, 37 спрема 30. За Бојдан Стојановски 9 поена, тоа е прв стрелец за сега во тимот на МЗТ. Кај Работнички Нотич е веќе двоцифрен со 13 коша. За малку Бурсач ќе украдеше при комбинацијата на двајцата американци, Нотич и Умипик. Умипик сега со чекор наназад постигнува тројка и тоа е 6-та за Работнички од 18 обиди. 33% успешност на Работничкиот зад линијата, 6.75, предноста е за МЗТ и понатаму 37-33. Не успеа да ја исконтролира топката Бојан Крстевски, ја загуби, сигнализира кај тренерот Атанасов со тоа што официјално откако му укажа Бојан Крстевски ќе побара видео преглед, така наречен челендж, предизвик, кој што официјално е во регулативата на ФИБА од годинашната сезона и обајцата тренери имаат право по еднаш да побараат повторување на снимка во текот на преварот. На записничката маса го гледаат спорниот момент Павлов и Зоран Митровски. Станува збор за тоа кој игра последен со топката, дали Бојан Крстевски или играч на Работнички. Првичната одлука беше дека топката ќе биде за Работнички. Предпоставам дека оно што не го гледаме ние во етерот, судиите може да го прегледаат точно и потврдена е одлуката дека од Бојан Крстевски оваа топка оди надвор. Од десната рака на Бојан Крстевски. Очигледно добро беше на што го виде Митровски уште во првиот момент. Успешен или не, така наречениот челендж се едно. Секој тренер има право само на еден таков момент во текот на мечот. Умипиг уште еднаш даде тројка, сега и 2 поена, 5 коша едно по друго за Ајзеа Умипиг, 7 вкупно на мечот и 37-35. Умипиг за сега на 10 меча со просекот 9,7 поени по надпревар. На паркетот минува по 25 минути. Не успеа Бојдан Стојановски, но офанзивен скок. Сега Бурсач за 3. Има одличен шут од далечина, може би не го користи толку често. Но знае да погоди и тоа да биде во најпроблематичен можен момент за противникот. Се уверивме во тоа и во завршниот дел од АБА сезоната, кога полека Александар Бурсач ја креваше формата. 5 разлика за МЗТ, 40-35. Малешевиќ, шут за 3 преку Бурсач. Погодот на Никола Малешевиќ. Трета негова тројка, 11 коша. 3 тројки од 4 шута на Малешевиќ. 2 од 6 има Нотич. 1 од 4 Джелетовиќ, 1 од 3 Умипиг. 40-38, без реализација МЗТ. Работнички со акција за изравнување, може би и за преземање на водството. Малешевиќ за Бакоч, премногу комотен, каква атрактивна блокада од Дастин Вер. Брз оплети Бојдан Стојановски и Бурсач и уште еднаш Вер на чекор до блокада, овој пат со прекршок, со лична грешка задржан Ѓорѓе Джелетовиќ.
Еве ова чиста рампа на понискиот Дастин Вер. Бакоч е повисок од него рамно 20 сантиметри. Пиротехничко шоу во меѓувреме на навивачите на Работнички, на популарните City Park Boys. Со нивното присуство, со колоритот што му го даваат на овој надпревар, дополнително ја збогатуваат атмосферата. И секогаш е убаво кога ваквите дерби надпревари се играат со присуство на двете навивачки клубовите. Од организацијски аспект одржаа договорен состанок за 7 мине безпрекорно, колку што е тоа можно уште пред неколку дена. Предпоставувам оти слична ќе биде гледката со присуство на популарните фемили и в среда во возвратната средба на Кале. 2-1 на Джелетовиќ. Купно 7 за израмнување, 40-40. Фаулиран Бурсач од Бакоч или од Малешевиќ. Што е одлуката на Митровски, личната на Бакоч. Точно 3 минути игра од третиот период, 40-40. 10-6 за сега во овие уводни 180 секунди од третиот квартал во полза на Работнички. Две слободни фрлања за Александар Бурсач. Изведе вкупно 15 на 8-те меча во домашното првенство на кој што започна минутажа. Погоди 10 Александар Бурсач. Краток во второто. 41-40. Малешевиќ ја извади оваа топка за Джелетовиќ. Ај сеа Умипик ги погоди претходните два шута, еднаш за 3, еднаш за 2 поена. Пропушти Работнички да се врати во водство. Неизвесен, егал, израмнет надпревар. Дастин Вер почна со тројка. Еве негово шутерско расположение на почетокот на третиот период, а сега се жали таму на повреда Ерик Нотич под кошот. Не знам како удри и со што удри во она заштитна гума од рекетот. Веднаш се жали на повреда на коленото и излегува надвор Нотич од сооблекувалната. Ова ќе биде страшен хендикеп. Ќе биде добро со една камера да го ловиме таму десно во аголот од сооблекувалната. Нотич, клучниот поединец во играта на Работнички за сега. Отиде Нотич во сооблекувалните и ако веќе не може да се врати, ќе биде страшен хендикеп за Работнички, кој што е буквално рамноправен противник до сега на дербито. Андреј Шошкич ќе мора да го заземе местото на Нотич. И многу повеќе товар на рамената на 18 годишниот талент на Работнички. Умипик, шут за 3. Го крена шутот за да не му попречи акробатски расположениот Вер, па сега атрактивен ролинг, дриблинг на Вер, додавање за Дамјан Стојановски, двочекор, Бурсач се претвори ова во асистенција на Дамјан, во реализација на Бурсач за негови вкупно 8 поени. 41-40, средишница од третата четвртина. Умипик за Джелетовиќ. Се испречи пред него Крстевски, контра 3-2, додавање од Вер за Крстевски. Има ли чекори? Да.
неправилности за листување при приемот. Ете го, 1 па 2 на доскок. Санкционира Павлов непогрешливо. Еве го Нотич. Истрча во соблекувалната. Ќе му треба време очигледно за додека се уште е Жешко да може да се врати назад во игра. Нема тројка. Биеше Бакоч. 5 разлика. Средина од третиот период. Кефи. Вер. Е двајца на позициите 1 и 2. Вер шутира за 3. Многу самоуверено Вер на почетокот на овој трет период. Топката е за кого? Митровски покажува за МЗТ. Сега кошаркарите на Работнички бараат од Мираковски тој да побара така наречен предизвик челендж и преглед на спортниот момент на записничката маса. Не гледам каде гази Дамјан во моментот кога скока надвор и додека се во воздух. Се надевам ќе успеат арбитрите да го видат ова подобро од нас при ова повторување. Се се случуваше додека и обајцата кошаркари беа надвор од игралиштето, но во воздух. Исправка на одлуката. Топката е за Работнички. Очигледно Дамјан Стојановски со недозволена игра. 4 минути 53 секунди остануваат од третата четвртина. Пет-0 направи МЗТ по оние последни 40-40. Работнички е се уште без кош откако се повреди Нотич. Трета лична за Малешевиќ направена во напад. Прв кошаркар со 3 фаули. Дуелот е без топка таму во рекетот. Во борба за позиција. Еве го Нотич ќе подскокнува, ќе подкривнува. Меѓутоа адреналинот работи. Малешевиќ повлечен од игра. Работнички е како сосема друг тим без Ерик Нотич. Дамјан Стојановски го здогледува Кефи. Од аголот 30 степени се мести. Погодува тројка Мајк Кефи. Его петти погодок 48-40. Највисоки плюс 8 за МЗТ Скопје аеродром на надпреварот. Во неполни 6 минути игра во третиот период. Тајм-аут бара Димитар Мираковски. 8-0 е серијата на МЗТ Велам од последното изравнување на 40-40. Речиси 3 минути е без постигнат погодок тимот на Работнички. Ќе побара оваа минута одмор Мираковски да ги стабилизира своите кошаркари кои што влегуваат во првата видлива криза. Но меѓувреме дел од вниманието на публиката е сконцентрирано таму на неколку реда над клупата на МЗТ Скопје аеродром. Веројатно мала конфликтна ситуација меѓу некој гледач
предпоставувам навивач на Работнички, кој што се нашол на погрешната страна од трибината. Продолжува мечот. Малешевич брзо се врати назад. Ќе мора со 3 фаули да биде многу повнимателен дефанзивно во продолжениот надпреварот. Шошкич се намести на шут за 3. Шошкич важна тројка. Играч можеби со најголем напредок во годинашната првенствена сезона кај нас. 48-43. Краток Крстевски во шутот за 3. Бурсач од поблиску реализира. Еве го првиот двоцифрен кај МЗТ Александар Бурсач, 10 поена. На спротивната страна Нотич 13, Малешевич 11 кај Работнички. 50-43. Андоновски ќе го одмори Бојан Крстевски. Нотич, Малешевич, за Шошкич, кон Джелетович. Успеа Джелетович да се снајде, да го префрли Бурсач, да дојде до неговиот 9-ти погодок. 50-45. Дастин Вер. Оди Андоновски во рекетот, излезе Дамјан Стојановски да ја прими оваа топка, веднаш шут за 3, нема погодок на капитенот на МЗТ. 10 скока има Дамјан за сега, на 5 коша. Малешевич, уште една тројка, Никола Малешевич, четврта за него од 5 обида. Една во првата, една во втората, две во третата четвртина, 50-48. Извонредниот амбиент во Јане Сандански е супер инспиративен за Работнички. Андоновски ја прифати топката Бурсач, шут за 3, офанзивен скок на Дамјан, негов 11-ти, поени од втора шанса за капитенот на МЗТ. 52-48. Нотич. Повеќе додавач отколку што ги завршува акциите на Работнички, Ерик Нотич. Киандре Кук на местото на Дамјан Стојановски. Трета лична за капитенот на МЗТ. Две тимски лични за МЗТ во оваа трета четвртина. 3 има Работнички, никој не е во бонус. Джелетович, доцнеше Андоновски, краток во шутот Джелетович. Примира Кук. Лична на Шошкич. Кук. Една тројка на Кук и 4 промашени шута за 2 до сега на надпреварот. Индивидуална акција во која што го навлече Ерик Нотич да ја направи ова втора лична грешка за него. Излезе Дастин Вер, Дамјан Робев на негово место, а Киандре Кук ќе изведе слободни првања. Само 4 нереализирани од вкупно 26, колку што изведе Кук на претходните 7 надпревари во домашното првенство. Подоцна дојде во сезоната, па во дел од надпреварите кога тренерот Николич ги ротираше странците, Кук и не играше.
два пати прецизен за 54-48. Фаулиран Малешевич. За Бурсач ова е прва лична. Нотич спушта за Джелетович против Андоновски. Доминантен Джелетович, тргне може би на евентуален Хворок, се предомисли, додавање за Шошкич и дефанзивен скок на Киандре Кук. Фаул на Умипик. Трети за него, како и за Малешевич. Во бонус е работнички, шеста, мислам дека лична грешка за гостинските кошаркари во овој дел од надпреварот. Два пати по две слободни фрлања реализира Киандре Кук. 56-48, втор пат 8 разлика. Беше 48-40, Шошкич изблокиран во првиот нереализиран напад, Андоновски. Не успеа да се доведе работнички во позиција за шут на почетокот на последниот период. Кефи. Кук со можност за прво двоцифрено водство тимот на МЗТ. Бурсач непрецизно, меѓутоа право во рацете на Андоновски кој што не успеа. Нотич го нема во напад, повеќе статира, додава, ја пренесува топката. Беше феноменален во шутерска смисла во првите две четвртини, а проработува Джелетович во оваа фаза од надпреварот. 11 него погодок за 56-50. Последен напад. Киандре Кук ќе го троши времето. Измина секундите, 56-50 е резултатот за МЗТ Скопје Аеродром по 3/4 од надпреварот број 1 од полуфиналната серија меѓу вечните кошаркарски ривали во спортскиот центар Јане Сандански оваа саботна вечер. Откако на полувреме МЗТ водеше со 34-30, во третите 10 минути неговите кошаркари постигнаа 22, а примија 20 коша. За малку ја зголемија создадената предност од средишницата на надпреварот. 40-40 беше последното изравнување во 30-та минута, а веднаш потоа се повреди Ерик Нотич на 6 минути и 20 секунди до крајот на тој трет период. Се врати неколку минути подоцна во игра, меѓутоа во нападите учествува само со додавање и организацијски. Два пати по 8 разлика, 48-40 и 56-48 на водствата највисоки на кошаркарите на МЗТ. За сега
го свртеа мечот во своја полза во втората половина од овој трет период и практично сето тоа ги доведува во попривилегирана позиција кога станува збор до крајот на оваа средба во завршните 10 минути. Една од разликите кои што паѓаат во очи при донесот на кошаркарите од клупата и особено кошевите од втора шанса. 16 поена има МЗТ од втора шанса, 17 коша на играчи што не беа од првата петорка. Работнички само 4 коша од втора шанса и 3 поена на играчи што не беа стартери. Но покус е изборот на квалитетни имиња кои што го има на располагање Работнички, а без сомнение едно од нив е Никола Малешевиќ, кој што во моментов станува прв стрелец на преверот со 16 постигнати коша. 56-52. Не може да погоди МЗТ ниту во вториот напад. Малешевиќ. Джелетовиќ. Крстевски одмори, се врати во игра, меѓутоа еве дефанзивно не успеа да го запре Джелетовиќ при овој негов пробив. Овој влез во рекетот за Джелетовиќ, 13 коша, а фактот што со мини серија од 4-0 и 2 реализирани напади Работнички влегува во третиот период. На спротивната страна МЗТ и не ги искористи своите две акции. Е јасна причина за тајмаут да побара Васко Атанасов. Прво негово вечно кошаркарско дерби од тренерската позиција на МЗТ. Осцилираат едните и другите околу 40% во однос на реализацијата на шутот од игра. Моментално МЗТ на 20 од 54 или 37% реализација, Работнички на 21 од 50, што е 42% успешност. Работнички има 9 тројки од 28 шута, МЗТ 6 од 24. Блага предност за МЗТ и според скоковите. Дамјан Стојановски 11 скока од вкупно 34 на МЗТ. Бојдан и Бурсач пак се први стрелци на домаќините со по 10 постигнати поени. Домаќините во напад по оваа минута одмор. Кефи за Бурсач. Давање кон Крстевски. Тука брзиот подвижен Нотич. Му ја истурка топката од раце на Крстевски. 14 секунди за напад на МЗТ. Минута и 20 од последниот квартал. МЗТ се уште без кош во оваа завршна делница од мечот. Тешка топка за Дамјан Стојановски. Остана во предно поле. Загуби рамнотежа, ја сочува топката, но не можеше да се одбрани. И сега Малешевиќ, меѓутоа стигнува и Андре Кук. Ја прекинуваат играта арбитрите, се слуша свирката на Мјалковски, затоа што Андреј Шошкич се жали на повреда на средината од теренот. Еве го тој дуел, во кој што доби од Дамјан Стојановски еден ненамерен веројатно удар во лицето Андреј Шошкич. Ќе интервенира и лекарската екипа, се надевам се е вред со супер талентираниот кошаркар на Работнички, едно од најперспективните имиња на нашата кошарка. Работнички за сега му годи кога станува збор за неговиот напредок во кариерата. Добива доверба, значителна шанса во ова невралгична фаза, би рекол, од неговата кошаркарска младост.
Има само 18 години Андреј Шошмич. Член на нашите јуниорски, кадетска претходно генерации. Капитенот Горијан Марковски денеска без минутажа. За еден ваков надпревар со Малешевиќ на максимален погон и во ситуација кога комбинира со американските бекови плюс Шошкич. Ираковски се определува со мал тесен круг кошаркари да го игра овој надпревар. Само 7 вклучувајќи го и Леонид Тодоровски, кој што имаше символични нешто повеќе од 6 минути за сега. Со многу мака оваа топка влегува во кошот. Майкл Кефи. За 58-54 ова е прв кош за МЗТ во последната четвртина, но затоа Работнички одговара со тројка. За возбудата да продолжи понатаму. Огледат овој прецизен шут за 3 поена. Минимална е само разликата. 58-57. Топката е за Работнички. Можна е нова промена на водството. Работнички излезе од една критична фаза кон крајот на претходната четвртина, кога два пати губеше со по 8 разлика. Ја врати резултатската неизвестност, а сега ова се проблематични минути за МЗТ. ...58-57 напад за преземање на водството. Джелетовиќ даде тројка при претходниот напад. Овој пат наидува на Крстевски. Го крева шутот од табла, без погодок. Прибира Кук, веднаш во транзиција го навлекува Джелетовиќ да направи лична, што за него е само втора. Кук, стигна Нотич, Ѓодили Кук, со отцвртување, Ролин, убав, елегантен шут, уште поубав погодок. Кеандре Кук, 9 коша, 60-57. Нова блокада, транзиција, контра 3-2, Вер. Бараше лична евентуална четврта од Малешевиќ, не успеа да добие, но затоа вредни се и поените кои што ги заслужува, ги заработува Дастин Вер. Експлозија на МЗТ, 4 невозвратени поени, 4-0 за 62-57, тајмаут за Работнички. Точно 7 минути до крајот. Не успеваме баш во идејата, евентуално тонски да доловиме што се случува на клупите преку микрофоните на камерите. Малку импровизации од техниката на македонската телевизија.
техниката сепак ја работат луѓе, не? Последни 7 минути од надпревар. Умипик па Малешевиќ. Шошкич. Малешевиќ на Војдан Стојановски. Топката е за МЗТ, вели Павлов. Се бунтува, негодува Малешевиќ. По подолго време заедно во петорката и Војдан и Дамјан Стојановски. Со тројца ниски играчи и само со Крстевски во рекетот. Одговор на пониската петорка на Работнички. Тројка на Дамјан за плюс 8 кретпат на мечот. Негов 10-ти кош. Толку има Бурсач, толку има Војдан Стојановски. Тројца со по 10 поени. 65-57. Джелетовиќ. Сам против сите. Само со топката во рацете на Дамјан Стојановски, потоа неспортска лична грешка од Малешевиќ. Згорена се четврта за најдобриот поединец на Работнички. Ја загуби топката Джелетовиќ, ја освои Дамјан и потоа да сочекаме да видиме што направи Джелетовиќ. Избрзавме во репетициите, непотребно, за да ја видиме оваа тројка, ќе ја видевме подоцна. Битно беше да го видиме моментот на неспортска лична грешка. Не сме во форма и ние вечерва. Највисоки 9. И потоа и прв пат 10 разлика има МЗТ Скопје. Дамјан Стојановски прв стрелец на домашниот тим со 12 коша. 67-57 рекордни и прв пат двоцифрени бројки на семафорот во полза на МЗТ. По нападот по неспортската лична на Малешевиќ за малку Кук не погоди тројка. Малешевиќ и со 4 лични останува во игра. Би потонал Работнички без него целосно. Стојановски му бега на Малешевиќ, не смее да прави фаул, јасно ќе биде исклучувачки тој за него, а до максимум го користи тоа Дамјан Стојановски. 69-57. Серијата е 11-0 за минута и пол, од оние 58-57. Може би решавачки ќе биде овој исчекор што го прави МЗТ Скопје во средишницата на последната четвртина за епилогот на надпреварот. Дамјан Стојановски е првиот кошаркар на МЗТ со 4 фаули. И тој ќе остане на терен. Нотич го немаше никаде цело второ полувреме. Се буди, но дали е тоа доцна? На средина е втората четвртина. Стогледа отворен простор. Се охрабри да повлече. Добива и дополнително слободно фрлање. Два плюс 1 за Ерик Нотич. 16 коша и за него, колку што има и Малешевиќ. 69-60. Дастин Вер. Со искокнување го бранат пик н рол од кошаркарите на Работнички. И на крајот Вер пак ги надмори сите. Ја измалтретира топката прописно, меѓутоа тоа даде резултат. 71-60. Джелетовиќ покрај Војдан со топка надвор за Малешевиќ. Време се помалку до крајот, ќе инсистира Работнички на шутот далечина. Нема да оди тоа секогаш.
10 тројки од 30 шута има тимот на Работнички. Киандре Кук, атракција под застана Малешевиќ и Нотич. Од своји причини едниот и другиот не смеат и не можат да одат на фаул да го задржат Киандре Кук. Одлично одигра тука блок поставувајќи се. Бурсач ги задржа двајцата противнички играчи. Половина од заслугите за оваа атракција на Киандре Кук се токму на Александар Бурсач. Највисоки 13 разлика, 73-60 на 4 минути и 27 секунди до крајот. Подсетувам, по првите 2 минути од последната четвртина Работнички се приближи на 58-57. И потоа за 2,5 минути игра 11-0 направи МЗТ, двоцифрена разлика и сега веќе постојано е само прашање ќе успее ли МЗТ да ја сочува оваа двоцифрена позитива. Вистинско саботно спортско уживање за љубителите на спортот, кога во една вечер куп финале, најголемото македонско ракометно дерби, вечно кошаркарско дерби во плейоф полуфинале од домашното ракометно првенство. Сето тоа на македонската телевизија. Умипик за Джелетовиќ. Шошкич. Фаулиран при шут за 2 од Војдан Стојановски. Трета лична е ова за Војдан. Андреј Шошкич. 75% успешност во изведувањето слободни фрлања во годинашната сезона. 18 реализирани од 24 слободни фрлања. Прв пат е денеска на линијата. 5 од 6 Работнички. Еве и 6 од 7. МЗТ промаши 3 од 15 слободни фрлања. 5 поена за Андреј Шошкич. 73-62. Фаул на Бакоч. Ограничени се ресурсите со кои што располага Димитар Мираковски. Во персонална смисла зборувам пред се. Во однос на оно што го има на располагање. Сепак подолгата клупа на МЗТ доаѓа до израз, а еве и далеку поквалитетните интернационалци. Киандре Кук 13 кош. Втор пат плюс 13. Реализација на Джелетовиќ, но повеќе за лична статистика. 75-64. Джелетовиќ е прв стрелец на мечот со 18 поени. 16 за Малешевиќ и за Нотич. Дастин Верпак доаѓа до 11 коша. Трет пат 13 разлика. Завршни 3 минути од првото полуфинале на плейофот. Не реализираше Ајзеа Умипик. Ако комперираме со проблематичниот Пол Джексон, веројатно пониско ниво, меѓутоа проблемите кои имаше со дисциплина Пол Джексон умува на неговото предвремено заминување од тимот од Градски парк. Две слободни фрлања за Бурсач.
лична, четврта лична за Ерик Нотич. Тргнуваат да си одат пред време навивачите на Работнички. Дојдоа подоцна, разбирливо од безбедносни причини, ќе го напуштат теренот, односно салата, спортскиот центар Јане Сандански, нешто порано. Нотич бие Шошкич од аголот. Тројка на Шошкич за разликата одново да биде симната под 9, под 10, на минус 9, меѓутоа 2 минути и 15 секунди до крајот. Се загуби топката, ако ви се верува. Не, добро, тука е. Се бараше момчето што треба да го избрише паркетот. Завршни 2 минути во кои што МЗТ легува со предност од 9 поена, 78-67. Фаул на Уми Пик и за него четврти. Како и за Нотич и за Малешевич. Сепак со 5 мина кошаркари кои што одигра по 25 или над 30 и кусур минути, со Шошкич кој што е на половина меч 20 на минути во игра на паркетот, плюс со Тодоровски како епизодист или само со 7 мина кошаркари, Работнички не може да му парира на МЗТ Скопје аеродром, иако изгледаше сосема пристојно, сосема допадливо и буквално беше резултатски во игра се до почетокот на оваа последна четвртина. (80-67). Две слободни фрлања за Джелетовиќ, откако четвртата лична грешка е направи Војдан Стојановски. Неблагодарно е да се предпоставува, да се проценува, да се прогнозира, но овој надпревар вечерва дава некаква слика за соодносот на силите во оваа полуфинална серија. Ќе настојува Работнички да ја израмни серијата веќе в среда на домашен паркет во Кале. Вториот меч ќе се одигра со почеток во 18 часот. Од втора шанса, како и многу пати до сега, МЗТ со поени на Војдан Стојановски во оваа ситуација. 82-68, највисоки 13 разлики. На крајот ова ќе биде и убедлив триумф на МЗТ Скопје аеродром против Работнички. Дали високата разлика ќе биде инспирација или демотивација за кошаркарите на Димитар Мираковски, ќе се увериме по само 4 дена. Испивотира, сочека, Дамјан Стојановски го навлече Бакоч на фаул, ќе се изведе уште две слободни фрлања капитенот на МЗТ. Петто неискористено слободно фрлање за МЗТ од вкупно 20. 80% успешност од оваа позиција. Невообичаено Дамјан два пати да промаши. Завршна минута од полуфиналното дерби број 1. 161-иот меѓусебен двобој на Работнички и МЗТ Скопје аеродром.
Ќе биде ова 70-та победа за актуелниот шампион. Ја ублажува поразот Уми Пик со неговата втора тројка 82-71. Разликата меѓу двата часовника 3,5 секунди. Нема потреба МЗТ да форсира, ќе го тестира шутот од далечина сега Вер, нема да погоди тројка. И пред звукот на сирената, Нотич со шутот средината на игралиштето, без погодок за завршница на надпреварот. МЗТ Скопје Аеродром победе против Работнички со 1-0 во полуфиналната плейоф серија од доигрувањето за шампионската титула во домашното првенство. 82-71 за актуелниот шампион во надпреварот во кој што решавачка беше серијата од 11-0 од 23-та до 25-та минута или во средишницата на последната четвртина. 58-57 беше резултатот во кој што Работнички имаше шанси, можеби и за последно водство на овој надпревар, но затоа со една пеколна серија од 11-0 аеродромци дојдоа првпат до двоцифрена разлика 69-57 на 5,5 минути до крајот од надпреварот и на таков начин го одбија последниот налет на аспирантот да ги запре во ова полуфинално соочување. 14 скока за Дамјан Стојановски, кој што е убедливо најдобар поединец на денешниот надпревар со дабл-дабл ефект, 11 скока. 13 поедини за Дастин Вер и за Киандре Кук, 12 за Војдан Стојановски, 10 за Бурсач во редовите на МЗТ, 5 минат двоцифрени. Кај Работнички 19 коша за првиот стрелец на мечот Джелетовиќ, по 16 за Малешевиќ и за Нотич, 10 за Уми Пик. Меѓутоа интернационалците немаа поддршка од домашните кошаркари, што значи дека МЗТ победнички стартува во серијата и од туѓe може да го обезбеди пласманот во евентуалното финале, доколку триумфира веќе в среда во вториот меч од серијата, што ќе се одигра во салата Кале со почеток во 18 часот, на кој што Работнички ќе настојува да изедначи и да се избори евентуално за мајсторка во ова полуфинал. Почитувани гледачи, не кој знае колку квалитетен надпревар, сме гледали многу подобра кошарка во изминатите 161 меѓусебно соочување на овие клубови во изминатите 3 децении. Меѓутоа беше неизвестно во најголем дел од мечот, се до моментите на средишницата на оваа последна четвртина, кога аеродромци го направија оној одскок што беше недостижен за противникот. Шансата на Работнички, сепак Мираковски ќе ја бара за 4 дена на домашен терен. Поздрав од екипата на македонската телевизија која што учествуваше во реализацијата на вечерашниот директен пренос. Нашите камери ќе видат и во салата Кале веќе в среда од 18 часот.